и затоа отварам расправа во врска со оваа точка, но пред да дадам збор доколку некој побара збор, сакам да кажам дека ова е многу важно законско решение и овој еден од законите кои што се од реформската агенда. Јавната администрација често пати е на мета на критики од страна и на Европската комисија, Европската унија, но и од страна на многу наши сограѓани. Со ова законско решение во кое што се утврдуваат критериумите и начинот на кои високите раководители во државната управа ќе се однесуваат, ќе бидат избирани и начинот на кој што ќе работат е многу важен. Затоа сметам дека во соработка со надлежното министерство, со министерот, да дојдат и во собранието да одржиме втора јавна расправа, бидејќи впрочем веќе се одржа една јавна расправа на оваа тема. Мене ми е жал тоа што од опозицијата не гледам представници на оваа денешна комисија, затоа што сметав дека од членовите на комисијата, има еден представник на опозицијата, да бидам чесен, затоа што сметам дека оваквите законски решенија треба да ги носиме и заедно, и одлуките ги носиме заедно, но како и да е, предлогот за јавната расправа би се одржал некаде на 18 февруари од 12 часот, со тоа што би поканиле сите политички чинители во собранието, би поканиле разни експерти, професори и луѓе од струката со цел да го дадат своето мислење и да имаме едно поквалитетно законско решение во рамки на нашиот политички систем. Дали уште некој бара збор во врска со оваа точка? Не, бидејќи никој не бара збор, предлагам да се произнесеме за следното. Кој е за тоа комисијата да донесе одлука за одржување на јавна расправа по работната верзија на предлогот на закон за високи раководители во органите на државната управа и фондовите? Ве повикувам да гласаме. Кој е за, ве молам да крене рака. 9 пратеници гласаат за, дали има некој против? Не. Дали некој се воздржува од гласање? Не. Констатирам дека одлуката за јавна расправа, која што ве кажуваме дека ќе биде на 18 февруари, е едногласно донесена. Како што знаете, согласно членот 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија еднаш годишно, најдосно 31 март во тековната година за претходната година, доставува извештај за својата работа до собранието со податоци за својата работа во изминатата година. Овој извештај е доставен согласно законската регулатива во предвидениот рок и истиот содржи детални податоци за работата на комисијата во тој период. Јас во тој период бев државен службеник, не бев дел ниту од комисијата, ниту генерален секретар, но активно учествував во изготвување на овој извештај. Дадени се детални податоци за работата, распоредени по законски надлежности, почнувајќи од спроведување на националната стратегија, мерките, активностите за спречување на корупцијата, спречување на судирот на интереси, следење на имотната состојба, превентивни мерки како што се подигнување свеста за интегритетот, исто така се содржани податоци за преземени мерки во рамки на другите законски решенија кои ги спроведуваме, пред се Законот за заштита на укажувачите, Законот за лобирање, така да мислам дека има представува детална слика за работата на комисијата во тој период и од таму и на крајот на самиот извештај како и секоја година содржи одредени заклучни согледувања и препораки за подобрување на работата на комисијата и законските недостатоци. Ви благодарам. Да го разгледа извештајот за 2024 година на Комисијата за спречување на корупција и да испрати јасна порака дека од Државната комисија за спречување на корупција се очекува повеќе од констатации, се очекуваат резултати. Затоа борбата против корупција не се добива со дебели извештаи, туку со тенка линија меѓу анализата и дејствувањето. Па затоа ви посакувам вас, председателе, успешна работа и да гледаме поубави извештаи од ове и извештаи со активни резултати. Ви благодарам. Благодарам и јас, колешка, за дискусијата. Дали уште некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор.
Комисијата му предлага на Собранието да го усвои следниот заклучок. Број 1. Собранието го усвои годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2024 година. И број 2. Овој заклучок заедно со извештајот на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците да се достави до Државната комисија за спречување на корупција. Ве повикувам да гласаме. Кој е за? Ве повикувам да гласаме. Кој е за? 9 пратеници гласаат за. Дали има некој против? Не. Дали некој се водржува од гласање? Не. Констатирам дека Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците го усвои предложениот заклучок.